Цело мало во Виница револтирано од односот на институциите. 14 годишник секојдневно ги ограбува и вознемирува, а тие не знаат веќе од каде да побараат помош, па ги повикаа медиумите. Викендот речиси не останала куќа во која нешто не е плачкано од страна на ДМ, ученик во основното училиште Славчо Стојменски. Има комај 40 години. И може и повише да има. Од тука нашата мала на 4 или 5 места ја разбил. Па това не е само еден ден, това е цел живот. Това не може да излезеш на крај. Па това не се издржува. Абе цел ден она кој е дома, ако не е некаде дошел, цел ден вика, цел ден црка. Страх ме е да остава отворено. Да отвора, да му се лухтира куќата, мен ме е страх сега да отвора. Ништо не е вратено, ништо не е вратено. Това е кражбите, ќе питаш милицијата да се обереш вреќи. Топката прво украднаа на децата. Децата донесеа топка што од првенството од 2012. Дај сега да земе дете да се игра оно земало и спукинало. Таткото стане на сабајлето, тепа ги сите поред, после они тепат тука по другите и краднат помалото. Полицијата дојде, што ќе им правиме, вие знаете какви се, каква се тоа држава, нема ли тука држава да преземе нешто? Има социјални домови, немало место за него до септември. Украднено ни е дете, водеме од Швајцарија на гости, на него 4000 динара пари, на нашето дете 100 франака и Samsung Galaxy телефон. И деца треба да се згрижат, да се воспитат. Праве деца на 70 години и цело мало малтретира. Меѓутоа, семејството Маневи има богато досие и во полицијата и во Центарот за социјални работи. Очекувано е фамилијата во која физичкото насилство е секојдневие, децата да бидат деликвенти, како што благовремено апелиравме преку медиумите дека случајот бара цврсто решение. Децата во неколку наврати беа одземени и изгрижувани, а мајката заштитена во шелтер центар, но таткото повторно ги враќаше. Институциите останаа немоќни пред силата на неговата комплетно нарушена личност, која ја потврдува секојдневно пред очите и ушите на соседите. 5 минути немаме мира од него. Денеска е малку 20 пати да се помине и да се расправаш со нив. Па не може да се расправаш со будали, па тоа не се луѓе, тоа е и од стока са понатам. Црка, вика, децата, тепа, малдатира ги. Детето негово со 14 години прави проблеми ни цела Виница. Стави еднаш кај социјалното, ги извадила. Детето негово 14 години само го заштитува и го праќа само да краде. Од Центарот за социјални работи во Виница информираат дека ја следат состојбата со малолетникот и веќе се разгледува можноста за соодветно постапување согласно Законот за малолетничка деликвенција.